Силниот ветер кој дувал вчера ги уништил пластениците во росоманското село Паликура, а мразот кој фатил утринава ги сотрел корените пипер во нив. Земјоделците денес се пожалија дека штетите кои според нив се катастрофални им изнесуваат и до 70%. Не остана ништо од расадот пипер од трпезната сорта Бела Долга, кој бил саден само пред неколку дена. Раноградинарот Боби Јанев се надева, како што рече, дека ако Бог не ги милувал, дека барем владата ќе се смилува па ќе ги обештети. Рече дека ќе побараат помош за санирање на последиците од невремето. Не сака моментално Господ. Многу јак ветер. Не видовте каква е ситуацијата на фолиите. Но ческа уште поише не се каже, па и не доточи, не го поизмрзне. А околу 70%. Страшна работа. Ако Господ не сака, сигурно може владата че не сака. Може че ни помогне и сето тоа. Ќе видиме, ќе побареме помош. Градоначалникот, општината наша, ќе видиме како ќе биде. Очекувавме приноси там после мај, ама ете, ќе не забаве, сега ќе видиме. Јаки трошкови, доста најлон со кинат, расат, тоа сето треба пак да се обнови, да се купи. Па ќе видиме како ќе биде. Тешка ситуација. Овој регион нашиот што е Паликура, па сите имаат штети. И тоа катастрофални штети. Среќа, мислам, некои што не насадија се сепак радосни што барем го задржија расадот дома. Нема измрзнат, иначе тоа што е садено сето е 70% катастрофа, измрзнато, оттепано од ветерот, скинати најлони и така нато. Драган Манев нагласи дека земјоделецот е тој што секогаш зависи од временските услови, а неговиот труд не е доволно ценет. Па штетите се со кирење на најлон. Јас имам малку посадено, таму имам навиткани шипки само, а додека што покриените сите се откриени. И има и некој измрзнување исто, пошто беше јак ветер, како што каже и Боби, и мразот до крај се гледа на вакутове, измрзнување. А имам доста најломи искуткани шипки извиткани од јак силен ветер. Да, нека дојде комисија, нека биде на лице место, да види што е и како е под ведро небо. Дека земјоделецот е секогаш најотворен, изложен на таа природа, а на крајот и не ценет. Треба првен потекнува сето јадење од аграрот. Значи, да дојдат да видат како е земјоделецот изложена. И со кои пари, со кои сили ни сега можеме да смогнеме од почеток да садиме поново нов расад и да купиме најломи и ред работи. Така да тоа е тешко. Оштетените земјоделци се обратија до градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов, кој им кажа дека општината ќе формира комисија која ќе ги процени настанатите штети од ветерот и мразот. Рано градинарите рекоа дека штетите се огромни. Тие допрва ќе се утврдуваат. Самите тие биле во многу тешка ситуација и се прашуваат како ќе го издржат овој удар и како ќе продолжат со земјоделството. Од невремето куртулиле само оние земјоделци кои се уште не го расадиле својот расад по фолиите. За неколку дена стравуваат дека според најавите времето повторно ќе стегне. Страв постои и кај лозарите од и паметати години кога лозијата мрзнеле на верскиот празник Благовец кој е на 9 април. Штети има и кај одделни сорти на праски во Росоманско како најголем регион на праски во Македонија, потврдува магистер Диме Златев од Кавадарци. Рано изутринава температурата која била измерена во кавадаричкото село Сопот, кое граничи со Паликура, изнесувала 4 степени под нулата. Колкави се штетите, ќе се утврдело дополнително.